Сите ние имаме тетрадки кои сме ги наследили од нашите баби или мајки. Ова е мојата. Се надевам дека ќе ми ја оставам во наследство на моите деца. Денешниот рецепт го наследив од мајка ми. Сите ние копнееме по вкусно измесена баница. Баба ми беше експерт во месење на баници. Мајка ми цело време се обидуваше да ископира, меѓутоа тоа беше навистина тешко. Тогаш откри еден рецепт како да направи баници од готови кори, меѓутоа тие да изгледаат совршено и да бидат меки, да бидат сочни, да изгледа како да е баница која е сега истегната и сукана. Денеска ќе ви ја подготвам таа баница, а ќе го запишам рецептот за да остане на моите деца во наследство. Се гледаме во кујната. Како што ви ветив, денеска ќе ви покажам како се прави баница од готови кори, меѓутоа да изгледа како да е направена од свежо тегнати и сукани кори. Рецептот е на мајка ми, меѓутоа јас низ годините малку го модификував, па ќе ви кажам на крајот кога ќе гледам емисијата дали тоа навистина изгледа така како што она го смислила. За да го подготвиме овој рецепт, потребни се едно пакување готови кори, од кои ќе добиете околу 7-8 банички и потребно ни еден фил. Филот ќе го направиме од брашно, јајца, кисело млеко, квасец, малку шеќер и малку масло. Сите кори ќе ги премачкаме со тој фил и внатре ќе ги наполниме во две полнења. Ќе ги наполниме со прас и ќе ги наполниме со спанаки со сирење. Ви ветувам дека ќе имате совршено враќање во минатото и спомени од детството. За да го подготвиме овој рецепт, значи како што ви кажав, најпрвен ќе го подготвиме филот, бидејќи тој треба да стои. За да го подготвиме филот, потребни се 8 лажици брашно. Ставаме 8 лажици брашно. Спротивно би истурила, ама сепак сме на камера. Ставаме околу половина шолја кисело млеко. Ставаме 2 јајца. Се ставаме во исто начиние. Ставаме малку шеќер. Имам тука една лажичка. Ставаме квасецот. Убаво ќе го иситниме квасецот, бидејќи сакаме да влезе во целата смеса. Ставаме масло. Убава количина на маслиново масло. Тука има околу половина шолја. И убаво засолуваме, бидејќи нема да ги солиме корите, сите една по една, туку ќе ги премачкаме со овој сос и така природно ќе ги засолиме. Се промешуваме убаво. Маталка. Треба да добиеме смеса која е малтку погуста од онаа за палачинки. Се ќе соединиме. Сам дека треба да додадам малку кисело млеко, оваа шолја е малку помалецка. Околу 150 мл би дошло с киселото млеко. Доколку сакате да направите постна варијанта, ќе го исклучите само киселото млеко и јајцата, истото може да го направите со кисела вода. Навистина ќе изгледа и ќе биде вкусна. Додека го подготвиме полнењето, смесата ќе ја ставиме во фрижидер да одмори, затоа што најдобро е да биде квасецот да не биде стасан. Знам дека е малку чудно, меѓутоа тоа е финтата во овие банички. Ја ставиме во фрижидер. Да не почека. За првото полнење ќе искористиме прас. Сигурно сите сте јаделе дома пита со прас. Не е многу популарна по бураџилниците, меѓутоа верувам дека ќе ве врати на детството, на автентичен вкус на пита домашна.
масло во тавата. Не многу, бидејќи имаме масло во сосот кој го направивме, односно приливот. Ќе го испржиме се додека не се обекне целиот. Малку ќе го пропржиме и на крајот ќе му ставиме сол за да испусти целата течност која е внатре. Откога убаво ќе биде испржен, заедно ќе ги завиткаме баничките. Додека пак спанаќот и сирењето ќе ги ставаме така цели. Спанаќот од топлината на самото печење на баничките ќе се умекне. Не би сакала да го доуништам и да го доубијам пржејќи го, меѓутоа вие ако го сакате да не биде малку дрвенат, може да го пропржите заедно со сирење и така да го наполните. Нашиот прас е готов, а мирисот ги викна комшиите. Денеска на гости ќе ви биде моето комшивче Максим. Максим Михайловски. Максим ќе ми помогне да ги направиме баничките. Ќе се представиш, ќе кажеш кој си? Максим Михайловски, имам 6 години и пол. Браво! Денеска ќе правиме Максим банички. Дали ти јадеш банички? Да. Ќе ми помогнеш да ги направиме овие банички? Да. Вака ќе ги направиме баничките. Земаме кори, ќе ги мачкаме со овој фил, сите, после внатре ќе ставиме за полнење, ќе ги завиткаме во полжавче и ќе ги ставиме за печење, добра? Може. Јас ќе мачкам, а ти ќе виткаш. Може така се договориме? Максим ни е комшивче и ние многу често си ја делиме храната која ќе ја направиме. Така, Максим, што најмногу ти носам? Палачинки, друго? Друго ми носе Што ти носам? салатка, Салатка ти носам, мефче, мефце. компир манџа. Сега компир манџа. Не сум ти донела тоа, мама ти прави, така? Добре. Добре. Јас ќе ги намачкам, а ти ќе ми помогнеш да ги завиткаме. Мачкаме кора по кора, значи ја мачкаме првата кора, одозгора ставаме втора кора, а потоа полнењето. Да. Ставаме втората кора. Никогас. Дали ти, Максим, сакаш да готвиш? Да. Дали се сеќаваш кога правевме бадликово липче заедно? Еве сега тук. Добре. И што направивме? Многу добро, многу вкусно. И како го месевме? Па, како месо и како све. Како све, така го мававме од масата? Да. Не беше интересно? Ми беше. И сега вака, ајде виткај сега ти, виткај полека, виткај, со двете раце. Максим имаше блага повреда. Што се случи, Максим, сега? Па, мојот куче ме бутна, И ти падна во оградата, така? Да. И затоа си сега со 100 ханзаплаци. Со 2. Со 2, извини, не се 100. Ги свиткаме како полжавче. И ги ставиме во тава да се печат. Пазам. Да. Ќе ги ставиме во тава да се печат едно по едно. Може тавата да ја ставам тука? Да може. Ете така. Сиди следното. Кој оделение си ти, Максим? Во второ. Во второ оделение. Како ти се вика учителката? Јоки и Лина. Дали ти е тебе убаво во школа? Да. Кој ти е најомилен предмет, Максим? Мајка ми. Мајка ти е најомилен предмет? Она ме научува дома и тие што не ги завршувам, ги правам дома. Ги правиш дома. Да. Максим многу збори добро англиски. Сакаш малку да им зборуваме англиски? Yes. Can we talk English? Yes. How are you, Максим? Good. Can you talk English a bit? Yes. Ставаме сега малку праз. И почнуваме со виткање. Максим, помагај. Помагај со двете раце. Не ти е ништо, тоа е една обична гребаница, така растат сите деца. Какво куќе имаш ти, Максим? Нашата зграда е полна со кучиња. Какво куќе имаш ти, Максим? Мојот е со бело,
Со бело фар. Фр, со бело крзно И многу е добар и многу сака деца. и многу сака деца. Како се вика? Лаки, смаки. Лаги смаки, кој го крсти така? Па, дедо Боже и некој со го земаше. Од кај го земавте? Па, од некој чичко, со ми дава се пари. Што ви даваше пари? Не, вие му дадовте пари и го зедовте куќата, така беше? Да, така беше мислам. Дали ќе пробаш од моите банички? Добре. Сега ставаме уште една кора. Следните ќе ги направиме со спанаки со сирење. Да, Може? може. Ајде, камна. Малче се исечава. Малку што? Малче се исечава, ама... Ништо. Еве вака сега ќе ги стискаме како полжавче. И ние гали си готвиме дома и ние самите ќе си го изедеме, така беше? Да. И на крајот последното со спрас. Сега, Максим, ќе направиме неколку со спанаки со сирење. Истата постапка, меѓутоа ќе ставиме свеж спанак. Дали ти јадеш спанак? Да. Кој цртан филм најмногу јаде спанак? Кој цртан филм, знаеш? Знам. И му дава супер пауерс. На? Да, го знам тој, само го забораев името. Попај. Попај, да. Попај. Попај. Сега ќе го направиме Попај, дечки, ќе бидеме силен колку Попај. Да, ако јадеме спанак и видиме спанак, ја знаеш каква супер пауер има внатре? За да бидете толку силни. Внатре има железо. И железо може да те направиш како Iron Man. Да имаш онака супер пауерс. Сега ставаме малку спанак, ги извадиме дршките и спанакот ќе го иситниме со раце. Точно така. Вака. Ајде, сега ти дадам и тебе едно купче. Сакаш да ставиме повеќе или помалку спанак? Повеќе. Повеќе. Ајде. Повели? Кини спанак? На поситни парченца? И дршките дури да ви останат. Ова е млад, многу убав спанак, ќе се сварат убаво во пицата. Ти благодарам што ми помогна денеска. Максим, ти благодарам што ми помогна. Како се вика? Да. Да. Ќе дојдеш пак? Да. Чекај само да измијам сега раце, за да може да ја свиткаме. И сега идеме да ја свиткаме повторно баничката. Ја? Да, ајде, виткај, помагај. Па не ќе си одам. Зошто да си одиш? Па ме викнеше. Кој те викнеше? Да си одам. Не, да си одиш, ќе довршиме сега дојде, нема одење. Ево нашата баничка, прва со спанак. Продолжуваме. Продолжуваме пак. Again. Again, yes. Дали готвењето е забавно, Максим? Yes. Yes. Што подготвувате ти и мама најмногу по дома? Што правите најмногу? Мефче. Какво мефце? Сирење и компир. Мефце со сирење и компир. Какво месо најмногу сакаш ти да јадеш? Пилешко, свинско, телешко, какво? Пилешко. Пилешко. Дали ќе дојдеш тука во емисија уште еднаш да направиме пилешко месо? Да. Сега ќе кинеме повторно спанак. Дај, куп. Еден куп. Повели. Кини спанак. Да кинам и јас. Да бидеме силни ова. Баш. Силни. И здрави. И здрави. Ајде, скини ги. Ајде. Добро. Ајде сега да завиткаме.
Ајде сега да завиткаме баничката. Помогни ми. Мама, че нешто ќе се замачкам. Малку ќе се замачкаме, ќе си измиеме рат. Да се не замијам, не? Да, можеш да си измиеш. И на крајот, Максим, дали ти се допаѓаат нашите банички? Да. Сега ќе ги намачкаме малку до згора со нашиот фил, за да тие нараснат и бидат убави. И меки. И меки, браво, Максим! Али ќе ги пробаш моите банички? Да. Пренесеме и на мама и на тата. Да мачкам. Како? Можам и ја да мачкам. Ајде ти мачкај, повели. Ајде мачкај. Можеш да мачкаш, стварно можеш да мачкаш. Сега ги намачкавме. Дај ја четката да ја ставиме. Малку да се забришеме и на крајот ќе ги... Ништо, ќе се избришеш и на крајот ќе ги напрскаме со вода. А немам ниту ништо. Јас сум чист. И ставаме да се печат на 220 степени, околу 20 на минути, ќе видите тие ќе поруменат од згора, а ние за тоа време ќе пуштиме некој црта на телевизија. Да. Се гледаме наскоро. Тоа беше се за денеска. Јас и Максим ви подготвивме што? Банички. Ние сега ги зедеме, ќе споделиме со мама и со тата, а ние се гледаме во следната епизода на Маја Готви.